Благодарам, председателя. Ќе гледам да ја смирам малце тензијата, затоа што наистина нема потреба. Апсолутно треба сите да поддржуваме искористувањето на сончевата енергија и сите ресурси кои што ни стојат на располагање од аспект на обновливи извори на енергија. За таа цел, минатата среда од страна во Министерството за економија беше изменет правилникот за обновливи извори на енергија, со кој што за секое домаќинство во државата се дозволува инсталирање на капацитети до 6 киловати со цел производство на електрична енергија за своите потреби и истовремено доколку надмине производството во однос на потрошувачката, енергијата да ја продава на овластен добавувач на електрична енергија. Со тоа, секое семејство не само што ќе може да произведува, а со тоа и заштедува енергија, ќе може произведената енергија вишокот и да го продава. Не по друга цена, него по цена која што е загарантирана на пазарот. Тоа се моментално пионерски, револуционерни активности во однос на енергетскиот сектор, за тоа што ќе може секое, значи буквално секое семејство, да инсталира мала фотонапонска централа во својот дом. Од друга страна, за фирмите се овозможува исто така инсталирање на мали, односно поголеми фотоцентрали со капацитет до 40 киловати производство. Со тоа што истото ќе се случува и за нив. Значи, вишокот на енергија кој што ќе го произведат, ќе можат и да го продаваат. Значи, и штедат енергија и добиваат, меѓутоа истовремено и државата се заштитува од овој удар кој што го има со енергетската криза. Прашањето кое што сакам да го поставам е што е приоритет во овој момент. Дали трошењето на народни пари на инсталирање на фотонапонски или на сончеви колектори. Енергијата е иста, енергијата од сонцето, кога е пожешко, кога е светло, тогаш повеќе произведува, кога не е, тогаш помалку. По мене, приоритет е инсталирањето на фотонапонски панели кои што ќе произведуваат електрична енергија, а не топла вода. Прво, за тоа што се придобивките очигледни, и второ, за тоа што јас лично мислам дека мнозинството од семејства кои што сакале да инсталираат соларни панели, веќе тоа го имаат сторено. Веќе, вие рековте дека било инсталирано 2012, искрено. Нити јас, нити некој во Велес види такви субвенции, меѓутоа знам дека некаде од 2017 година првично 50 семејства, а потоа секоја година прилика секоја општина, па и државата субвенционираше искористување на соларни средства за инсталирање на соларни панели. Значи, дали ние сега нас приоритетот, буџетот, кој што е еден за сите, да ги потрошиме парите за соларни панели или за фотонапонски панели, односно централи. По мене би требало сите средства со кои што располагаме, без разлика дали се на еден или друг начин дојдени од буџетот, еве нема да провоцирам, ветив, да се искористат за втората работа, односно за фотонапонски централи. Со овие измени, семејствата ќе можат да добијат помош од државата до 62.000 денари за инсталирана фотонапонска централа. Или вкупно 60 милиони денари со ребалансот кој што ќе треба да го изгласаме ние како пратеници во ова собрание. Ова нити е негативна работа, нити уништување на енергетскиот сектор, нити е непродуктивно трошење на народните пари. Напротив, ќе повторам, ова е револуција која што се случува во енергетскиот сектор и која што не се случува во ниту една локална, односно регионална земја моментално. И јас искрено сакам да ги пренесем ово искуство, односно оно што ќе го имаме како резултат, за тоа што и за нас ова прв пат се случува и во земјите од регионот, затоа што отприлика сите сме погодени со истиот проблем со недостаток на електрична енергија. Тоа не може да стане збор во земји каде што
Нема толка голем број на сончеви денови, сега да не ги набројувам, нели, северот на Европа, таму се поисплатливи ветерните централи, па хидроцентрали, не малите хидроцентрали, меѓутоа апсолутно искористување на народните пари за инсталирање на фотоволтаици. Колку повеќе, толку подобро, меѓутоа реков, секој пат почнува со првиот чекор. Има некои пресметки дека инсталирањето ќе оди помеѓу 5 и 6.000 евра по семејство. Јас мислам дека тоа се напумпани цени, ќе го давам моето скромно мислење, иако не сум експерт по оваа проблематика. Субвенционирањето вели е 62.000 денари или до 30% од сумата на фотонапонската централа. По моите очекувања, не може да брам проценки, затоа што реков не сум експерт, би требало да биде помеѓу 4.500 евра со инсталирање. Затоа што, например, овие соларните панели, кога сме ги местали, значи, сме субвенционирали и јас како член на невладини организации, со инсталирање костале 300 евра, за местењето и за додатни делови ќе дадеш уште толку од прилика. Меѓутоа, не би требало, реков, да надминат 4 до 4.500 евра и наистина го потикнувам секое семејство кое што сака, кое што може да си дозволи да инсталира фотонапонска централа на својот кров, тоа да го искористи, затоа што е навистина револуција која што ќе се случи и е во интереси на луѓето и на државата. Толку многу кратко, меѓутоа мислам дека е јасно, уште еднаш ќе повторам, го искористувам, го поддржувам искористувањето на сончевата енергија, меѓутоа во овој момент, со оглед на се што се случува во Европа, приоритет би требало да не бидат фотонапонските централи. Благодарам.